Добар ден. Денес имам прилика да разговарам со човекот кој што е веќе 91 година. И три. 93 години. Трети караме, Добре. да караме. Чичко Таско, јас би сакал да се представите, да ми кажете која година сте родени, каде сте родени. И јас се викам Миленковски Тасе. Во мачки ми Тасе, а во јавноста Таско. Да. Да ви питат Тасе кој е, од видото тоа е другиото се, знаете ли? Да. А Таско е другиот. Таско е другиот. Тоа сум јас. Тоа сум ја. Која година сте родени? А роден сам на 10.2.1933 година. 33. 33 година убилот. Убигот. Убилот роден. Какава би била фамилијата? Па фамилијата кога е родена била, мајка ми, татко ми, тука јас сум четврти поред. Колку сте вкупно биле деца? Некаде 6. 6 деца. 6 деца. Така. А кога полека и постепено доаѓате во Делчево? Во Делчево дојдов јаде 49 година. Добро. 49. Тоа како дете. Добро. Земаваме тога и беха тоа истакнат омладенец од билата, по тие изборите така одех, едно млад бех. Да. Ама ме примаат на работа во синдикат. Добро. Во синдикатот ја беше, тој синдикат не беше уште оформено така во државата тоа. Кој работеше во синдикатот со Во вас? синдикатот ми беше председател Ѓорѓи Белогасин од Работиш, знаете го. Добро. Ој беше председател, ама како ја викате амантер, не е платено. А Така. ја платен бех во синдикат. Работил со кованата во таа испостната канцеларија, сега после разрушија. Во Соколаната. Во Соколаната, испостна канцеларија. Там работи. Там си работи. А Ѓорѓи доодеше чат пат така. Ама синдикатот не беше многу активен тоа. Добро. После тоа стана активен. Па се прожили тој синдикат. После па стана директори, па други, па млади, така. Така, тогаш. Во тој временски период, 49 година. 49 година ме повлека убилата за помошен служител Добро. на школата. Значи, помошен со служителите заедно беа. Те 3,5 години, 3 години и 6 месеци. Добро. Од тие, после таа година, оде војник. Добро. Војник дека региструваме титулга. А одеха у Загреб, од тука дома у Загреб, таму определија да биде безбедност на генерал Костонач, Добро. командант на Загребската област. А он живееше у Титовата вила. И таму бех. Колку време? 7 месеци. 7 месеци. Ти ви кажам после дека бех па. 7 месеци бех таму. Командичето ми беше Брос Бранко, капетан Брос Бранко, на Тито Партанец. Он неговата фамилија, татото, Чигославко, там живееше и он. Ке Титовата вила. И тука бе на безудовење. Он ми беше така, беше прва класа човеков. И после ова избедилија, ова определија за Белград. За Белград, на Топшине, у Штаво. Добро. Тука Штаво беше тоа. Титова карта. Беше не... Хасаната тоа што беше. Така. Само беше 10 месеци. Добро. Од 10 месеци ми испуштија. Кога се врнахте во Делчево? Во Делчево кога се врнаха дојде си тоа. Добро. Веднага беше дали месец мина, дали нема месец. Дојде Борис Арцов, што беше градска некој, дали го знаете, не знам. Да. Ој беше правник во градска некој. Дојде лично по мене, за да ме доведе да работи во градска некој. Добро. Ти ќе ми си го договорен таму тоа, но почна да ме и дојдеше тука. И така и беше таму. И века 5 месеци. 5. 5 Добро. месеци. После? После викнали го собранието на него, и он ми кажува дека викнаваме собранието, Таско, ти си одиш од тука, ти си одиш од собранието.
Сега говориш и собранието ти работиш. Беше председател, секретар. И другия ден дойде я до събранието. Ме курира беше, изпратили го бе секретар, го беше изпратил Ацо Петрашков, он беше секретар. Тиш и да сходи от времето от раза да го. Он да се вали да дойде тук към него. Дека беше собранието тогава? Събран Старото. Старото, доле. Не, да, горе. Да. Горе бе, на горния цвят. на горния цвят. Секретар на горния цвят беше. Секретар беше Ацо. А председател Колубово беше. Кишко Таскос, сеќаваш ли се во тој временски период кои беа председатели на општината? Председател ја го памтя и знам, прв беше Славе Котев. Митко Кусето. Добро. Знаете по име и презиме. Ѓорѓи Петов од Роботејште. Добро. Тој е инженер беше агроном. Добро. Тој ми беше председател ми беше. На мен и Митко Кусето ми беше. А Славе не. Пред мене беше. После има Тасе Ѓорѓиев, беше ми председател. Сабриме Мишо. Он беше пратен и председател там, ама со пократок период. Добро. Беше Сабриме Мишо. Игнат Дулски. И он беше некој секретар, тоа беше комитет, па беше председател на собранието и така и беше там. Беше некој Коло Попов. Добро. Он беше тука беше, па оде за Штип, па не, па односно за Беро беше нешто, оде за Штип, па секретар беше на Околија, Коло Попов. После тамо го из партија дојде председател, па ми беше, моме беше председател. Добро. Коло Попов. Коло Попов, да се Ѓорѓиев, значи повторно е бил. Се Ѓорѓиев, Геро Андонов. Геро Андонов, не се сеќавате, може да не. И он бива. Бива, ама малко бива, он не бива многу. Добро. После за Скопје се премести, Геро. Станко Стојковски. Тој е инженер, рударски инженер од Сасана. Добро. Он беше председател. И подпредседател. Заборил сам Ванчо, Иван Операн. Ванчо. Него сам го заборил, тоа последниот тоа беше. А Славе Атанасовски? Славе виж, не сам го пишал јате. Како се го заборил, он 6 години беше председател. Добро. 2 пат периоди беше Славе Атанасов. И Ванчо беше дали 4 години, така беше. Така. Него виждам сам го пишал и Славе сам го испишал. Тук са тие, 10. Што работехте вие во собранието? Што се работи? Во собранието приемаваме како помошен курир. Добро. Помошен службеник да носа поштата, да разноса поштата. Добро. По градот, сега. Това беше, да носа поштата. После ме определија да биде прво место. Принимаваме бирото за запослување. Добро. Ама бирото за запослување беше неактивно многу. Не ме принимаа како беше примена Трколја Нада, може да се чуди. Добро. Таа Србјанка беше, она иде за Белград, се види, неа од тоа е од поштата мене ке ме земаа там на неното место. Тоа беха некаде 9 месеци. Не 9 месеци. Така некаде беше. Околу година не било. Бех там. После ме преместија сега на друго место, дека беше тоа. Матичното беше ли? Матично бех и матичното, там највеќе. Од која година до која сеќавате се беше во матичното? Па може да беше, ето од тогаш, од кога напуштих од тоа, примаме распоредите околијата. Добро. Распоредите околијата и надлежност што беа во околијата пред тоа на општината се. Пашапорти, лични карти, дозволи возачки, цивилна заштита, пожарна заштита, погранична зона. Тоа беше, се ја примава од околијата тоа.
Добро. 3 дена бе на семинар, Добро. од Скопје државен семинар, како кој да биде, и го ја примах. Кога јас дојдевеше, а там не работи јас, него тоа само да примам јас се това, и кога дојде јас во собранието, канцеларијата ми беше тип-топ направена, со печати, со патенти прави, со железни каси, се е направено како Нормално. нормално заради службата. Така. Оти пашапорти, не се така става. Лични карти се беше поверени, документи, дозволи поверени. И прима, и у такво време прима. Која година е тоа? Па тоа е да не беше некаде 60 година. Така, 60 година. 60 година. Так. А 60 година. Само че 60 година, така. кои беа во тоа време вработени во собранието, освен вас? Чекјавате ли си? Па ќе се По сетам, служби, ќе се сетам отприлика. по служби ја бееме тука. Да. Малку знам живот и малку ми па любоморе. Аха. Оти прима на таа служба. А реферат за внатрешни работи посебно. Ти беше референт за внатрешни работи. Референт за внатрешни работи, а тоа се више реферат за внатрешни работи. Оти има многу надежности. Така. Тука стои на сите надежности и мен беа. Ја ги работи такво време ти ја работи. Добро. Друг кој со вас работеше во другите служби? Беше Санде техничар. Санде. Он работеше во Това беше доле урбанизм. 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 Да бе, с него приме пато од Гавро да Делчо, опредиме мене Коропопов. Ти со них, а техничите да го измерат, а ти со селото ќе правиш дом, па управјаме, па например пато тоа и беше хао. Тоа беше за никаде. Да. На дета Санде беше, батко не е работен, не беше он там работен. После работи Ванчо, урбанизото Узуно. Узун. Он Добро. беше началник на Другите служби? служби. Sad ќе виде некаде па. Катастаро? И катастар постои, катастар беше там. Славен Попников работеше. Славен. Финансии? Финансии, Ефтим работеше по финансии. Ефтим. Така, се да знам, че се јама Санде по персонално работеше, Санде, како го ви каже тога. А инспектори кои беа? Инспектори Коло Попов билја, а не, Коло Вангелов, Јосифов. Аха. Он беше инспектор, некој инспектор беше там. Привремено беше. Земјоделие? Земјоделие, да ти видя. Знаете ми текни кој беше само. Земјоделие. Земјоделие беше од работище Миле Обзунов. Добро. Он беше като началник на организацијата там, на земјоделската организација. Добро. Беше, оправеше со земјоделието там беше и како многу беше. Друг, како и по тоа, по тие оцети. Од правна служба имаше ли правници? Правна Тркалето беше, Трекалета? Тркалето, Ацо беше секретар, Добро. Тркалето беше шеф на управна служба и он беше шеф на мен. Аха. Други, Колку отприлика бехте вработени во тогашно време, се па кјаваш? не многу, али дали беме 500 души. 16. 500 Да. души тука имаше. Те тие оцети што са службите, од две-три од них и така катастарот. Па, катастарот беше Благој Китанов, шеф на катастарот. Текнуваме, ама те са, морам да се ми кажали, че там јас се седи. Се кјавате ли се кога е мосто направен од дрвен во ова? Од дрвено не се сеќавам кога е правен, ако паднат, сеќавам се. Падна. Како падна? Падна. Може да не скажеш. Беганица ли беше дотекла? Па, некако не знам дали од превози, дали од тоа, падина мосто. Година, Која година е, не знаете? таа година, таа задничка. Која година се жените? Ја, Да, 56, 56. 56 година. Куќата кога почнувате да ја градите? 57 земах плац, Тука? плацо земах. Тога ми го знам, оти узузу ми го прители плацот. Ти там да си избереш веќе, така беше. Така. Таму кој е најубаво да избереш да дојде ми каже.
Добро, овде да ми запишаваме. Тук имаше една ливадка, тоа некој биде, негово е местото било. А одземено било, а тоа не плашеше тогава. Не се плашеше. Не ме задужио да плашам. Не ја, и други, не. И други задужио. После ме задужио какво почнаа да се плашат, по 30.000 дадоме за плацото, точно било за плацото. И го земах. А 57 значи почнах, примах го, 6 година се усели у него. У куките. У таа тука. У таа куќа. Имаше ли други куки тука? Па немаше толкова, ама после почнаа летнаа тие тука да девите тука да после. Здравко Петров беше. Здравко Петров. Друг немаше тука, немаше Радко Шево, немаше. А немаше и Ниваште. Не, после ние. Повратно. Целиот ред немаше. Да. Бане сугарите немаше. И после Игнатија се. Тука ја беше при крај. При крај веќе и Зарко Петров беше. Да. Кога се раѓаат децата? Моето е Данче, тој е родено, значи на 71 година. 1971. Да. А Митката е роден 1700. 1900. Не, 1974. 1970. Да. Митката е роден. Да. Друго што ќе ни разкажете за Делчево интересно? Што да ви кажа, Делчево си Делчево беше многу. Како беше животот тогава? Животот многу лош беше. Да. Јас кога дојдев од Видота, јас не се носел Видот. Од 49 година. Да. Лепо каза, мама ставите реба или повеќе. Земате реба, цела неделя тогава. Леп не се продаваше. Сиромаштија. Сиромаштија душија. Да ми простиш. Тоа е, значи, многу бедно. Како се комуницирахте, разбирахте со светот? Имаше ли слога, разбирање да се помага? Видиш, не е имало некои, како сега, некои себичност. Има се малку има. И дачки работи, а любомори ме свиди едно друго. Па, се е било, како е било тоа. Ја като младо момче бех, тоа е дете, или што дете бех. Малку ми любомореше тука од Делчево, од работно место држа. Да. Така, ја ви отворно кажувам оде, што е било, знаеш. Вие сте одели на семинари за... Бил сам на семинари за мачи, што се бех. За мачи, што е било обавезно. А на мачарици други беа. На мачарици бех како референт, а како шеф на мачарици. На сит. Тука Драмче, Билго, работилиште, Каменица. Каменица, на тие беа одговорен тука. Да. И други помачни служби, што да ви кажувам. Може да направите една споредба со денешното време и тогашното ваше време? Што е разликата од прилика? Што би им препоручили на младите луѓе? Младите луѓе повеќе да работат и повеќе да работат. И подобро се задужат. Јас бех задужен, значи, некаде со 13 надлежности. Само да ви ги броја. Пример одмел со матична служба, пашапорти, лични карти, дозори издавање, полагање возични испити, погребна сезона сам давал тие овие дозорите за погребна сезона, кои работеше местра во погребна сезона, од нас, кој водеше тamo и тие са. Некаде во 13 служби јас се водеше. Сам? Сам. Браво. Сам. Матишара беше матишар. Зачем си не беше матишар? Како завршувате на кое место завршувате кога одите у пензија? На пашапорти. На пашапорти. Издавање на паш. На паш. Ето, тука највеќе работи на них, на пашапорти. Да. Оти, после почнаа да пријав, видеа дека не можеа да обстанам со ново работа. Се служба, примаа го сообраќај Панте. Добро. Примаа го бране за пожарни заштити, за шеприна. Другите служби, лични карти примаа друга момче.
И разлуживаме, некој работи, има остија само по шпорт. Само за пашпорт. Само. Така. И со тоа си одите во пензија. По това си одите во пензија. Да. За пашпорт. Имате ли нешто, веќе вие сте 90 и некоја година, период сте поминале доста тежок, ама имало и убави моменти. Ке се сетите ли на некој убав момент? Веројатно имаш. Да. Имаш и субави, не е лошо. Се не е било лошо. Да. Се лошо е било кога се веќе. Ево, напред на селата веќе била, беме без боси хори. Да. Со стоката, този овци. Тачно. Сите беме, ние 8 души беме. 6 деца и 2 сестри. Сите работе. На нивата. На нивата, на овците, на козите, на говедата. Се имаше. Да. Тоа е. И сите беме од работа. Не е имало пари. Не е имало пари. Пари немаше. Боси голи одеме. А пе ги гладеше се вика. Остана ли некој од твојата фамилија да е жив још? А сега браќата умреа, тројца браќа има умреа, сестра умреа, една сестра има. Има една сестра. Вие Најмален. најмалешката. Да. Да. И јас. И ти. Тројцата ние умреа. Старите и они умреа. Чукотаско, фала ти многу за разговор. Нема Да грешка. си здрав и жив. Да, Уште многу години да се гледаме. само заради живота. Имаш прекрасни деца кои веќе створили Супер, фамилија. да. Не зависа ја од неј беше, ниту па и не зависа од мене. Да. Значи се не изгораме тие работи. Ја зависе со они од мене, ама да го учеа, се таму, Да. таму. Ја помаленка плата, ама велика нека рана. Така. Искараме до крај, па е сигурно стане. Они си веќе Нека да и живи, Да. напија си куќи. така. Значи, то си ја, таа куќата не е на таму. Да. Дека се де. 2 куќи има во Германија. Една дава стан, Да. куќија, една си они живеат. Да. Да. А митката, ево тука си, таа старата куќа, малку ремонт ја направиме, додадам му една, уште 3 собина там на него на старата. И тоа се му додадам на таму. 2 викенди на перигора. Колку правнуци имаш? Па едно. Едно. Нека е здраво и живо. Така е те мало. Е. Ние немаме 15 години деца. Да. 15 години деца нема. 15, равно деца нема. Да. Викаме, ќе направим каши, ќе направим се, а така ќе оди. И Господ И е дал. ја бе да. Да, да. Не сме били по варзавете, Не. Не, никаде не сме. Само постоиме, ако дојде време, дојде природно да дојде. Така. И Вие сте ние- били и млади тогава многу. Па млади беме, да. Ја на 23 години, Да. она беше. Она така 18 години беше. 18. Многу во сеќавам и времето како ши. Па да, Да, продавач. И она младо запослиме, така е. Така. Запослите и гураме со платата таму, со 2 пари. Маленги плати, она зимаше поуште помаленка плата. Да. Зимаше 4.000, а па јас зима некаде 8-9, така беше. Али се одржувате. Супер. Супер. Абе, и кажди правиме. Браво. Кажди правиме. Пе земе кредита, земе наш кредита, плати го тоа кредита, после земе друг. Јас исто. Да. Уште тој, па Југославија беше Југославија до мене, не е. А исто, значи, за тоа кредита го отрошиме, од тоа ќе земе друг. Ако уште не сме го получили пандела кредит. Така. Значи, на тие одбиеме од тие пари, тоа надита, и па ни ги дадат. И искараваме кашто да. Така е. Кога например куќа ја и она, па се тоа се заграна, кажа, дега види, што Стефане да нема таа да го ресим да излад. Директор, он беше пријател долази стално. Аха. Но седење. Да. И така, и еднашко, замаха од билото да направи там брат ми дрва, до врта. И ти докарам со трактор. Карејќи си од таму, и на Гаврушкиот мост, тука е Панче, сиде ове Стојан Шумаров, врати трактор во шумското. А тоа се дава од толку, 5 кубик или 4 кубик. Да. Толку и тоа. Продадви рестоварили там да врата. Викам се Стефане,
И ето ми вземава дървата там да ми ги дадеш, ме фарнере, до краба, аз се бях варил 400 кило от него и я гаси и си. Тогава викам, ти мора да почна да град, да ми просиш. Ти ако го направиш как тя сега. Како директор, знаеш. Вика, аз имам 70.000 плата, а вие двата не взимате тук. Че следва ти ми дай дърва. Така. Татко дървата, тана, слушай, вземи си дървата, те ти тия принужи тук ще останали се. Разбери се. Да изгоре дървата. Да се направи куките. Така е било. А стада не е било, не е било. Така е. Како са, што стенеме Сенеме. четворката, дега ти го липите, дега ти го панорама, дега ти там си. Така е. Ами има пай, имаме стевали. А те не бе. Да. Де се така време? Хвала многу, да сте здрави и здрави, баш ми драго што направиме обед. Епа, мило ми не нека.